Почитувани колеги, Социјалдемократскиот сојуз стои зад организацијата на денешните протести пред владата на Република Македонија. Протестите се дел од нивното сценарио за нарушување на угледот на владата предводена од ВМРО-ДПМН и тоа го прават по секоја цена. ВМРО-ДПМН располага со информации дека зад комплетната организација на денешните протести пред владата на Република Македонија стои Социјалдемократскиот сојуз и нивните општински организации од Аеродром, Центар Кисела вода, предводени од општинската организација Карпаш. Според нашите сознанија, веќе подолг период господинот Стефчо Акимовски и СДСМ логистички ги организира и мобилизира негователките да протестираат токму пред владата. Нашите информации говорат дека во изминатите 5 дена одржани се 2 состаноци каде што представниците на општинската организација на СДСМ од Аеродром, Центар Кисела вода и Карпаш договарале мобилизација на членството и логистичка поддршка на денешните протести. Најголемиот дел од луѓето кои протестираат се од општината Карпаш, општина каде што градоначалник е господинот Стефчо Акимовски. Почитувани, ова представува врв на злоупотребата на проблемите на граѓаните. Особено ако се земи предвид фактот што господинот Стефчо Акимовски, доколку навистина сакаше, како министер за труд и социјална политика, имаше можност да го реши проблемот со овие лица. Почитувани, денеска повторно целата македонска јавност е изложена на продолжетокот на политичките манипулации на Социјалдемократскиот сојуз. Жално е што и по 20 години Социјалдемократскиот сојуз не се откажува од транзицијскиот начин на делување кој на граѓаните им е многу добро познат. Она што е повеќе јасно е дека ниту Социјалдемократскиот сојуз, ниту Бранко Црвенковски се менуваат. Полете ли имате прашање за ова надвор од темата? Не, апсолутно ние говориме за една друга димензија, дека се злоупотребуваат истите лица. Ако сакаш вака во брифсторминг, можам да ти кажам дека се примени токму тие во времето кога е овој министр Стефчо Акимовски. И тогаш имал право да им го реши тој проблем на негователките. Кога е министр, баш во тој период се примени овие жени. 2004 година. Не, наводно не им решен статусот, а тој статус не им решен 2004 година, кога е човеков министр. Тој ги прима на работа, тоа е парадоксот од целава работа, што